Беше тоа на 1 јануари 45 година пред нашата ера, кога започнал да се применува новиот календар, денес познат како јулијански календар. На 1 јануари 1903 година во Солун почна Конгресот на ВМРО, на кој е решено да се дигне восстание во Македонија. Беше тоа на 1 јануари 1920 година, кога во Лерин е родена Елпида Караманди, студент и револуционер, првоборец и народен херој. Како член на СКОј од 1939 година и на Комунистичката партија на Југославија од јуни 1941, беше организатор на женската младина во комунистичкото движење и во антифашистичкото движење. Во јануари 1942 година станува член на Покраинскиот комитет на СКОј за Македонија и заминува како борец на Битолскиот народно-ослободителен партизански одред. Во борбата на одредот на целото Лавци Битолско на 3 мај 1942 година против бугарската војска и полиција беше тешко ранета и заробена. Во такви околности и почина. Прогласена е за народен херој на 11 октомври 1951 година. Беше тоа на 1 јануари 1934 година, кога е роден Бранко Варошлија, македонски писател, литературен критичар, драматург и новинар. Се запишал и завршил филолошки факултет во Скопје. По завршувањето на факултетот се вработил во Радио Скопје, а потоа во Млад борец и неговата кариера ја продолжил во разгледи и на крајот се вработил како новинар во Нова Македонија. Во 1978 година се одлучува да пишува драми и се приклучува на Македонскиот народен театар, каде што работи како драматург до 1996 година. Починал на 1 јануари 2004 година во Скопје. На 1 јануари 1941 година во Софија починал Петар Попарсов, македонски револуционер, еден од основоположниците на Македонската револуционерна организација, долгогодишен член на Централниот комитет, задграничен представник на организацијата, автор на првиот устав на внатрешната организација. Учествувал во создавањето на ВМРО и станал член на незиниот прв Централен комитет. За време на Виничката афера, Арсов бил уапсен, осуден на доживотен затвор и одведен на заточение во Подрум Кале, Мала Азија. Амнестиран е во 1902 година, кога продолжува да се занимава со револуционерна дејност. Бил еден од тројцата задгранични представици избрани на Рилскиот конгрес на ВМРО во 1905 година. По расцепот на ВМРО во 1907 година и припаѓа на така наречената левица. Беше тоа на 1 јануари 1942 година, кога во Вашингтон 26 држави од целиот свет ја потпишаа Декларацијата на Обединетите нации. На 1 јануари 1945 година во Скопје излезе првиот број на сатирично-хумористичниот весник Остен. Беше тоа на 1 јануари 1948 година, кога е основана Државната опера на Народна република Македонија. На 1 јануари 1958 година стапи на сила договорот за основање на Европската економска заедница, тогаш се уште под името Заеднички пазар, кој на 25 март 1957 година во Рим го потпишаа Белгија, Западна Германија, Италија, Луксембург, Франција и Холандија. Во заедницата, потоа Европска заедница, а сега Европска унија, во 1973 година и пристапија и Велика Британија, Ирска и Данска, во 1981 Грција, во 1986 година Шпанија и Португалија, во 1995 година Шведска, Финска и Австрија, во 2004 Естонија, Кипар, Летонија, Литванија, Малта, Унгарија, Полска, Словачка, Словенија и Чешка, и во 2007 Романија и Бугарија. Беше тоа на 1 јануари 1965 година, кога е роден Шабан Трстена,
републички државен репрезентативец, учесник на 7 државни првенства во борење, 26 меѓународни надпревари, 3 балкански првенства, 2 медитерански игри, 7 европски првенства, 2 светски првенства, 3 олимпијади и друго. Носител е на грст медали, од кои 8 златни и многу сребрени и бронзени. На 1. јануари 1966 година во Пловдив умре Петар Манџуков, македонски револуционер, просветен работник, анархист, учесник во четата на Гоце Делчев, еден од основачите на македонскиот таен револуционерен комитет во Женева, како и соработник на илегалните вестници од Мштене и Глас. Позната е неговата мемуарска проза Предвестници на бурата. Роден е во селото Мирковци, Скопско, на 13. јануари 1879 година. Беше тоа на 1. јануари 1973 година, кога е родена Искра Трпева, македонска поп пејачка. Таа е професор по соло пеење. Учествувала на повеќе македонски фестивали, а највеќе на Макфест. Трпева својата естрадна кариера ја започнала со познатиот македонски композитор Кристијан Габровски во 1998 година, а песните од тој период се Доприме, Штом падне мрак и Заврши се. Трпева соработувала и со Дарко Димитров и со Александар Митевски, од чија соработка произлегле сингловите Љубов, Странец и Зима. На 1. јануари 1990 година формирана е политичката партија НДП. Беше тоа на 1. јануари 1995 година, кога започна со работа Светската трговска организација. На 1. јануари 2002 година еврото започна да се користи во повеќето членки на Европската унија. На 1. јануари 2006 година почна примената на Законот за заштита од пушењето. Беше тоа на 1. јануари 2012 година, кога почина Киро Глигоров, првиот македонски претседател на самостојна Република Македонија. Беше претседател во 2 мандата од 1991 до 1999 година. По пензионирањето, Киро Глигоров беше активен како публицист. Тој е автор на неколку дела, главно пишувани по завршувањето на неговиот мандат како претседател. Македонија е се што имаме, Атентат ден потоа, Вирни времиња и други. Тој е основач и на фондацијата Киро Глигоров. Тој беше најстариот македонски политички функционер. На 3. октомври 1995 година во 9 часот и 50 минути преживеа атентат со автомобил бомба поставен на улицата Македонија во непосредна близина на хотелот Бристол. Во 2005 година стана прв носител на орденот на Република Македонија. Според негова последна желба, погребот беше извршен во кругот на семејството. Роден е на 3. мај 1917 година во Штип. На 1. јануари 2021 година почина Зоран Џорлев, македонски виолинист. Џорлев е роден во Струмица на 10. јануари 1967 година. На 8 годишна возраст со семејството се преселил во Скопје. Во 1989 година дипломирал виолина на Факултетот за музичка уметност. Познат бил по обработките и изведувањето на македонските народни и забавни композиции, обработки на филмски, џез и етнотеми. Работел како професор по виолина и бил директор на училиштето Илија Николовски Луј во Скопје. Во јануари 2011 година бил назначен за директор на ансамблот за народни игри и песни Танец, каде останал до август 2017 година. Тој долги години беше и водител на музички емисии како емисијата Зајди, зајди, Зора, зори, по патот на песната и последната негова емисија Запаја онаа нашата. Починал поради боледување од коронавирус. 1. јануари е ден на јавната сопственост во многу држави ширум светот. Тоа е ден кога заштитената сопственост престанува да важи и делата преминуваат во така наречена јавна сопственост.